Гледате трета епизода на Next Gen Successes. Моето име е Георги Докузов. Денес со мене Томче Атанасовски и Бојан Коскаров. Бојан, здраво. Томче, здраво. Здраво, ти благодариме на поканата и драго ми е што соработуваме, Георги. Така, честа е моја, Бојан, што соработуваме. Меѓу другото, јас и ти сме другари некои добри 20 на години. На страна од се што се случува денес овие времиња. Заедно учевме труба кај твојот татко и голем поздрав денес до него, мојот професор Љупчо. Со кој да почнеме сега? Томче ни се изгуби некако. Можеш со мене слободно, да. Прво да прашам како сте? Супер. Нешто многу сте ми стегнати. Не знам, да се подкаст. Прв подкаст. Да, оправдано е тоа. Тоа само да почнам со Бојан. Бојан, јас ја знам приказната, ама еве за тие што не ја знаат, сакам малце да ги запознаеме со приказната. Creative Hub оваа година ќе одбележи 7-ми роден ден, 7 години постоење на пазарот. Ти си оперативата негде во позадина на голем дел од работите што се случуваат тука, па само да ми кажеш од твоја перспектива како започна таа приказна, што денес се развива на трети пазар и слично, сите успеси кои ги нанижавте во овие 7 години, како започна тоа од твоја перспектива гледано? Па види, беше тоа интересна приказка. Значи, Creative Hub е идеја на Аријана. Како стигнав јас да бидам дел од Creative Hub, беше 2017, некаде август, со тоа што јас само што се враќав од одмор од Грција и си доаѓам дома со куфери со се и сестра ми ни здраво ни ништо не да ми изгушка директива ми кажа Бојан, јас сакам да отворам фирма, ми презентираше бизнис план. Јас во тоа време врска немав ниту што е бизнис план, ниту како треба да се води една фирма. Меѓутоа бев несреќен во тој момент со факултетот кој што го учев и ова беше како златен билет за да направам одредена промена, што тоа што искрено мене ми е многу драго што направив таа промена, бидејќи искрено Creative Hub успеа да помогне на многу студенти, еве ти го имаш и претходно и Динев, а тоа ми е најме од целите во животот да направам промена во животот на луѓето. Сега ти кажам на кратко историјата, сигурно Аријана ти има кажа на кратко историјата, меѓутоа е за денеска што не слушаат. 2017 ние почнавме со кратки курсеви, тогаш немавме ниту академии, имавме курсеви за јазици и курсеви за Photoshop и за Illustrator. Меѓутоа, многу брзо свативме дека пазарот има потреба од нешто друго, дека луѓето сакаат да се сменат кариерата или да започнат кариера, тоа не можеше да се направи со обичен курс. Со тоа што 2018 ги направивме првите академии, значи тоа бе Академијата за маркетинг и пиар во тоа време и Академијата за графички дизајн. Многу брзо потоа ги направивме Академијата за човечки ресурси и Академијата за UX UI дизајн. 2019 бевме одбрани на Forbes 30 under 30 или 30 по 30 како млади успешни предприемачи. И тоа е една многу интересна приказка, затоа може да направиме една целосна само за таа емисија, поради тоа што ние сакавме да го несеме Forbes во Македонија и бевме многу блиску тоа да го направиме, бидејќи самиот главен уредник на Forbes, Рендал Лейн, дојде во Скопје. И бевме многу блиску да направиме соработка, меѓутоа од X причини не се случи. Потоа го направивме во 2019 исто така и Балкански предприемачки самит, тоа ни беше едно најголеми односно што сме го правеле. 2020 решивме со Аријана да направиме експанзија во Косово и прославата беше на 15 февруари 2020 и после 15 дена удри короната и тоа беше многу еден интересен период, тежок за сите фирми, мислам, и сите требаше да најдеме начин како да се адаптираме на промените кои што дојдаа. Ние успеавме тогаш една група да отвориме во Косово, меѓутоа тешко одеше, со тоа што во септември обично кога ни уписниот рок, тогаш не запишавме групи и решив јас дека морам да отидам таму за да ги поправам работите, со тоа што отидов во ноември 2020 во Косово. Клучна работа што ја направив беше да вработам 3 нови девојки кои што и до ден денеска работат кај нас во Creative Hub во Косово. Тоа се Линда Дарданија и Дониса. И успеавме да направиме две академии, Академијата за Data Science и Академијата за човечки ресурси, со тоа што до летото, значи од ноември 2020 до летото 2021 направивме неколку академии, имавме околу 60 на студенти, со тоа што Creative Hub Косово веќе застана на здрави нозе. Тогаш имавме една можност со Аријана да отидеме во Германија и да пробаме да експандираме таму. Јас бев цел јули во Германија. Меѓутоа таму имаше многу бариери за влез, од јазикот до едноставно имаше
многу бариери, за тоа можеме да направиме посебна емисија. Да. Ние приватно на сите теми имаме вид предискутирано веќе така ше. Да, Баш има да. онака поопширен разговор. Да, па многу долго ќе се задржи ако Томче нема да дојде наред. Со тоа што 2021 веќе септември ја лансиравме Академијата за фронтенд и Академијата за софтвер тестинг. 2022 решивме чим нема да отвориме Creative Hub во Германија, ќе отвориме Creative Hub во Америка. Аријана замине за Мајами и отворивме таму фирма и започнавме процесот на акредитирање на академијата таму, значи акредитација од Министерството за образование. Со тоа што тој процес беше малку трпен, не беше лесен и негде траеше околу 2 години. Официјално ние станавме акредитирани 12 февруари 2024 година и со задоволство можам сега да ти кажам дека од претходната недела го имаме веќе првиот запишан студент во Америка. Честито. Тоа е една на кратко историјата за Creative Hub. На кратко. Сега кога сме кај другиот гостин. Томче, можеш ти да ме кажеш нешто повеќе за тебе? Јас за тебе дознав само дека си најмладиот запишан ученик, студент на една од академиите на Creative Hub и второ дознав дека си корчагинец. Па повеќе од тоа, како од мене исто. Поздрав и до сите корчагинци што не гледаат. Така што на страна од тоа што би можел ти да ми кажеш за тебе? Повеќе. Здраво, најпрво, јас сум Томче Атанасовски, имам сега 20 години и одма после моето средно училиште во Корчагин, решив да се запишам на академија поради тоа што некако во Корчагин сите да знаеме колку е напорно учењето и сакав нешто да одберам што ќе бидам успешен во, но да си ги следам моите амбиции и вештини и некако да ги оформам. Од 17 години јас почнав со фултайм работа, зашто сакав да им помогнам на моите и тука излезе Creative Hub во пресред и видов дека можам со академијава јас паралелно да учам и да работам. На мои 19 години, јас кога се запишав, се исплатив академијата во целост и за тоа сум прегорд, поради тоа што паралелно учев и работев. И достигнав еден вид на успех, еден вид на свест и созревање, што сум многу горд на. Се надевам дека и моите се горди на тоа. Сигурно. Дека се. Ама да. Значи на кратко е тоа за тебе. Сега сакам да отвориме на малце поширока тема, сега да влеземе во некој подкаст момент како што е самиот кој момент на Next Gen Success сконцепиран. А ме интересира што мислите се вие, може едниот па другиот или може заедно како ќе ви дојде. Која е најчестата грешка сега што млади да пратиш? Кој е најголемиот проблем со кој се соочуваат? Сега гледаме тука некој размислување факултет, академија. Што е тоа што највеќе ги мачи? Ние сме сите тројцата млади, затоа ќе си кажеме и некое наше мислење, но вие како двајца кои работите веќе и ти си вработен во академијата, тоа не го спомнавме дека вие сте денес колеги. Да. Што е тоа што ги кочи, ги мачи, да речеме, онака наједноставно кажам, младиве кај нас денес? Така, јас ќе почнам прв. Види, најпрво пред да почнеме, сигурно дека проблемот на дел од младите е тие што имаат 18 на години, веројатно еден од проблемите им е кај ќе се запишат на факултет. И веднаш да им кажам, кога ќе бираат каде ќе се запишуваат на факултет, да не дозволуваат трети лица, кога мислам трети лица, мислам на мајка им, татко им, да им кажуваат дали треба да се запишат ваму или онаму, поради тоа што нема мајка им, татко им да идат на работа за нив, туку тие самите ќе треба да одат. И тие што се на факултет или што ќе се запишуваат на факултет, да направат 3 работи според мене кои се многу битни, да се зачленат во студентска организација, јавев исто така член во ISEC, да отидат на Work and Travel во Америка и да отидат на Erasmus Plus да студираат еден семестар во некоја друга држава. Со тоа што види често е таа тема да речеме дали да одберам факултет или академија, искрено според мене тоа е некоја погрешна перцепција. Според мене академиите и факултетот може да одат заедно. Меѓутоа пред да ти кажам како да заедно, може да ги разложиме овие две па да видиме што двете нудат. Ако земеш што ти нуди факултетот, имаш програма од 4 години, имаш PhD предавачи или доктори на наука, имаш испити и колоквиум и имаш диплома. Ако земе една академија што ти нуди, имаш 6 месеци до една годишна брза програма
имаш ментори кои што се експерти од областа, како Миро што ти беше да речеме кој што е head of marketing во Eastgate. Ние имаме предавачи од McCann, од New Moment, имаме предавачи од NetCetera, имаме директорот на одделот на човечки ресурси во Ајден. Така да генерално ти предаваат ликови кои што се експерти од областа. Имаш финални проекти и задачи кои што треба да ги направиш во текот на академијата и така ги валидираш твоите вештини. И на крај имаш сертификат, односно сертификација. Ние имаме и амерички сертификати, конкретно на HR академијата имаме, соработуваме со Шрм институтот. Меѓутоа и сега кога веќе акредитиравме академијата во Америка, им ја нудиме и америчка можност на студентите да може да студираат и да добијат америчка диплома. Ке зборим и за тоа? Да, може да зборувам и за тоа. Сега, види, ајде да речеме дека јас и Томче сме студенти на бизнис, на економски факултет. Сите ние ќе поминеме низ истиот предавач, односно истите предавачи, програмата за сите нас ќе биде иста. Меѓутоа, ако јас дојдам плюс на академија, мене ќе ми предаваат овие предавачи што ќе ги спомнам. Заборев да напоменам, во академијата ги имаш и надпреварите за вработување кои што ние ги правиме. Значи, многу брзо ќе се стекнам со практично знаење. Најверојатно во текот на академијата или по завршување веќе ќе почнам да работам и ќе имам и плюс сертификат. Значи, нешто што вие двајца нема да го имате. Со тоа што кај нас многу често се случува деца кои што се веќе на факултет да доаѓаат паралелно и на академија. Значи имаме студенти од економски факултет доаѓаат на дигитален маркетинг, имаме студенти од правен кои што доаѓаат на HR, имаме студенти исто така од психологија што доаѓаат на HR, имаме студенти од Финки кои што доаѓаат на software testing или фронтенд. Така да мислам дека академија и факултет може да одат заедно, сепак тука се формално и неформално. Дека не треба да се гледа тоа како нешто спротивставено. Тоа се две различни работи кои што одат заедно и паралелно. А секако често пати се случува да речеме некој да е на факултет, да речеме ти си на правен факултет, студираш 2 години таму, сваќаш дека тоа не ти се свиѓа, не сакаш да го работиш и сега наместо нови 4 години да посветуваш на друго место, ти за 6 месеци можеш веќе да започнеш да работиш кариера која што ти ја сакаш. Така да, од друга страна пак ќе ти кажам дека неформалното образование, академиите, па многу брзо се адаптираат на промените. Знаеш, на нас не ни треба некој PhD да е предавач, да ја акредитираме посебна програма. Туку ние гледаме што е барано на пазарот денеска, бараме предавачи со искуство, гледаме фирмите што имаат потреба и го акредитираме тој кадар. Значи, премногу е брз пазарот, сега морам да се надоврзам со ова на тебе. Едноставно, како може сега ние заедно, во првата епизода со Бранко, најавивме тоа што го спремаме заедно, со NextGen подкаст, Creative Hub, дека ќе има како бонус во сегментот на мега курсеви, дека ќе биде курсот за кратки вирални видеа, кој ќе може да го посетуваат сите од Вие ме гледате збунети како да не сте во тек. И како, например, можеш ти да бидеш доктор на науки во тоа кога е сега тренд наметнат од 1 година. И сега тој последните 2-3 месеци што сконтал како се прави тоа најдобро, тој ќе има најдобри резултати. Значи, едноставно, многу побрзо мора да се биде во тек со тоа што се случува. Корените, основата е иста, начинот образованието, суштината на самото образование е, но моментот на тие некој модерн skills премногу е брзо тука како се менуваат, како нови се појавуваат од нигде никаде. Едноставно тоа е многу тешко да се прати на ниво на факултети и слично, например, и затоа дури е тешко и за академиите, па затоа е Creative Hub пробува се да мега курсеви да има на секоја академија, кога да има нешто ептен свежо, што ќе може да се вклопи во тие трендови, нешто што од тоа друга страна ти ако го научиш, можеш технички кариера ти сега да имаш како full-time shorts editor и да заработуваш одлично. Сега ако гледаме веќе така, многу поширока тема сега, од тука се отвараат прашања различни. Ама ја ме интересира и Томче сега каков одговор ќе каже, како некој млад што се соочил со тие прашања. Јас се соочував пред релативно скоро со тие прашања, што да правиш, како да правиш. Дефинитивно се Знаеш, соочив. од една страна бараш екзистенција во чудно малце општество кое живееме, од друга страна сакаш и да бидеш нешто да правиш што сакаш и да инвестираш во образование како секој нормален, разумен млад човек, што верувам дека сака. Да, сите Со што се сакаме да бидеме соочува? просперитетни. Да имаме пари. Во секоја поли да имаме пари, тоа. Секој што ќе речем, јас не гледам за парите. Зашто го правиме тоа ако не го гледаме за парите, ама накнадно на тоа, јас се најдов во таа ситуација, нели после средно, каде ќе се запишам, што никој пред 18 годишна возраст не доаѓа и ти кажува ова е најбарна работа, ова е најплатена, ова е најпросперитетна. И се онака ти се натрупува едно врз друго, не знаеки што да избереш, што е правилната одлука, кој е правилниот избор. И седнуваш, размислуваш
Јас бар како седнав и размислив, како што напоменав пред тоа имав работено full time, паралелно со моето средно училиште, и сватив дека не секоја работа е просперитетна, пошто јас не ги поседувам тие вештини. Не значи дека некој друг нема да ги поседува тие вештини и да просперира во таа индустрија. Моите вештини беа креативност, глума, copywriting, смислување идеи, како некој вид на стартап, кај што порано не сум ни размислувал на тој начин, се додека не стигнав до Creative Hub и кога се запишав, реков нема да одам на факултет, ќе избрам академија, поради тоа што не сум сигурен уште што сакам. Уште не се пронајдов себе си, што сакам да бидам во животот. И решив да се запишам на академија. Просперирав доста во тој домен и многу брзо ги сватив работите. И дури во третиот месец, себе тука и Бојан, поради тоа што прогресирав доста, ми се јави од Мајами и ми препорача едно интервју со американска компанија. Тоа беше една видна пракса од e-commerce компанија, soft drink, со мојата менторка Софија Лейтон. Јас го прифатив интервјуто, помина супер, од декември си работам со неа, што значи дека јас уште третиот месец сум нашол солидна работа. И поради тој мој достигнат успех, се уште ја немам завршена академијата, уште еден месец имам. Ме вработи во канцеларијата во Creative Hub и сега сум и таму. Затоа Бојан може да... Значи за тебе е вистински чекор, на некој начин. Да. А ме интересира сега да се надоврзам многу. Колку е сега таа реална некоја слика, например со академија тука, американски пазар, Creative Hub се врзува и со тој пазар таму. Како изгледа тука ситуацијата тоа? По тоа прашање. Да, тоа не е нешто што ние сега сакаме ново да го направиме. Тоа не е стратешка цел, да пробаме да ги поврземе американските компании со студенти тука кај нас. Конкретно, јас бев во Америка сега пред 2 месеци и бев таму 2 месеци. Бев негде од декември до февруари и Америка зборувавме јас и ти претходно дека тоа е секој ден имаш настани за предприемништво, за запознавање, било што. Било како да. Значи таму предприемничката култура е на највисоко ниво. Со тоа што јас бев на многу од овие настани и се мрежав со многу луѓе, меѓу кои беше и Софија, девојката со која што Томче part-time работи сега. И ја кажав нашата приказка, ја кажав дека продуцираме кадри, она ми кажа дека имале потреба од дигитални маркетери, со тоа што мене одма ми текна на Томче, го контактирав наредниот ден и Томче сега part-time работи за нив. Со тоа што, види, сега дека е полесно, поради тоа што ние сме таму веќе акредитирани, ние сме присутни на пазарот, можеме да комуницираме со овие компании, а и, знаеш, тука кадрите во споредба со Америка се, значи, американците многу поише може да седат ако земат некој од тука, него ако земат некој од Америка. Така да они имаат предност да земат студенти од кај нас. Со тоа што, пак ќе ти кажам, ова не е нешто што ние сакаме да го правиме, се повеќе и повеќе да земеме партнерски компании од Америка, кои што нашите студенти во иднина би оделе на пракса таму. Мислам, нормално, тоа била Значи, тоа е ремоут пракса, да, сега за сега. Меѓутоа, чи можат фронтенд програмерите или, не знам, девелопери или софтвер тестери да работат ремоут, зашто не може... Значи тоа е нешто што во иднина би гледале да се потрудите да биде доста да. добро. Да, тоа не е нешто што и сега пробуваме да го направиме. Така да дефинитивно и во иднина долго би се проширила таа мрежа на компании, дефинитивно дека е нешто што би сакале да го направиме. Така. Сега едно прашање исто слагам кога сме веќе кај академијата, бидејќи вие се двајцата тука од академијата, другите гости кои беа до сега во Next Gen Successes некако се на страна, не се директно во академијата, на страна е Миро што е ментор, но пак е тоа некако некој начин part-time. Сакам да ми кажете кои се сега бидејќи вие работите веќе во цел другата страна, преминати на страна од како студент на академијата. Доста луѓето имаат и се изговори, например, дека немаат време доста за академија, дека тоа плюс им одзима време. Јас колку што сум запознани, доста луѓе работат, па после работното време гледат да се уклучат на часовите и слично. Кои се тука се и други изговори или што ви кажале контра од тоа? Со што се луѓето приложуваат како изговор за да не почнат и како би ги разубедиле во тоа од ваша гледна точка? Да видиш прв колега. Може. Како студент. Јас како студент, по трет пат ќе напоменам работата дека одев на академија и понекогаш имаше препреки во тоа, но
не се впуштив во тие препреки. Наоѓав некако да заобиколам околу тоа и да се посветам на академијата, пошто за мене тие 8 месеци, пошто дигиталниот маркетинг, бар едукацијата тука во Creative Hub трае 8 месеци. Тоа се 8 месеци од животот кај што јас можам да се фокусирам за цела моја иднина. Решив максимално да се посветам, затоа и сум таму каде што сум. Решив да се посветам, има изговори, но јас не ги гледам како препреки. Дури и моите другари сите ме прашуваат како имаш време за се, како балансираш кариерен живот со социјален живот. Може да се најде време, навистина може да доколку се сака и доколку се има желба за таа промена, дали на кариера. Јас себе почнувам од нула, јас немам претходна кариера, за мене може би под наводници и полесно, но се треба време и трпение, многу мотивација, нема откажување, поради тоа што се 8 месеци. Како ќе завршиш, можеш понатаму да Да прекинам, си бара жртва на време и на труд. Значи, види, тој што мисли дека нема време, нема време. Академијата е сериозна работа, не е за секој. Академијата е само за оној кој што е спремен да направи кариерна промена или да добие или да смени кариера, или да започне кариера. И пак ти кажам, тоа си бара жртва на време и на труд. Поради тоа што ти ако секој ден не учиш, ако не го разгледаш материјалот кој што си го земал, ако не поставаш прашања, нема да го извадиш максимумот од академијата. И обично луѓето кои што викаат дека немаат време, нормално, немаат време, меѓутоа, како што кажа Томче, ние имаме студенти кои што се седношколци, кои што се работат паралелно, кои што имаат и фамилија и работат, така да оној кој што сака да научи, тој ќе си го најде времето. Тој што нема, така да. Многу едноставно. Да. Fair and square. Кажам. Ајде сега веќе го привршуваме овој разговор, некако влеговме во тој концепт, малце на некои работи се продуживме, некои работи скративме. Ме интересира сега што ви порачале вие на како двајца кои сте во офисот на Creative Hub секој ден, што ви порачале сега на, знам дека уписите се во тек, што ви порачале на младите кои се мислат, на старите кои се мислат, на луѓето измеѓу таа граница? За кој се отворени вратите на Creative Hub и кој може да најде нешто кај вас? Можам да кажам дека бар никој од академиите не бара претходно знаење. Сите започнуваме со нула, дали некој плюс минус знае дополнителни видеа, дали од YouTube, дали од социјалните мрежи, дали го учеле тоа на факултет или во средно. Седни и почни. Никогаш нема да имаш правилен момент во животот, каде што ќе стигне моментот, ова е правилниот момент, создади си го правилниот момент за себе. Седни, почни, има и некаква идеја за што сакаш да бидеш. Не мора да биде тоа некоја заокружена идеја, јас ќе бидам, не знам, дигитален маркетер и да се водам само по таа слика. Просперирај, разгледувај, барај можности кај што ти можеш да унапредуваш. Бојан? Види, ние имаме повеќе академии и не е академија за секој. Значи, најпрво секој човек треба да си земе лист, хартија и пенкал и да одлучи што сака да прави во животот. А ти сакаш да бидеш дигитален маркетер, тогаш дигитален маркетинг е академијата за тебе. Јас често пати викам на луѓето, не гледате, не знам, која е најплатена академија, поради тоа што искрено луѓето кои што се најплатени во таа професија се луѓето кои што најмногу време вложиле. Ама вложиле најмногу време поради тоа што сакале да го вложат времето, не нешто со сила, поради тоа што пари ги да. Така да многу е битно луѓето да знаат што сакаат. Кога луѓето знаат што сакаат, до дестинацијата, дали ќе биде со велосипед, дали ќе биде со, не знам, мотор или со кола, ќе стигнат тогаш. Многу е полошо ако не знаеш што сакаш, тогаш и да ги имаш сите овие возила, нигде нема да отидеш. Така да, најпрво, многу е битно самите луѓе се прашаат самите себе си, окей, што сакам јас да правам во мојот кариерен живот? Дали ја се гледам како дигитален маркетер, дали ја се гледам како фронтенд програмер, дали се гледам како доктор, значи не значи дека сите треба да доаѓаат на академија, некој го бива за нешто друго. За тие што сакаат, да речеме, да просперираат во професиите каде што ние имаме академии, се добро дојдени. Ние, како што кажа Томче, од нула ги учиме студентите за да започнат да градат својата кариера. Понатаму, кариерата е таа што ќе те направи тебе експерт, ниеден факултет не може тебе да те направи експерт во нешто. Меѓутоа, академијата е одличен почеток за ти да започнеш твојата кариера.
Така што доколку некој е на тоа размислување, мислам дека ова ќе биде доволен тригер за да ја пополни формата на вашиот сајт и да закаже консултации кај вас, да дојде, да се запише и да биде дел од новите паралелки кои се прават за следната година. Така што тука полека ќе го приведуваме при крај разговорот. Јас би сакал да додадете нешто што можеби заборев да ве прашам, може да сам доврзете на тоа или да кажете нешто за одјава. Па види, јас би сакам со луѓето да размислат за ова што го кажавме денеска. Ако ова што го кажавме денеска им одговара, тогаш ќе добро дојдеме во Creative Hub. Ако патот ги носи на некој друго место, тогаш ги поддржувам во тоа, им посакувам многу среќа и би сакал да им кажам да не дозволат никој да им дозволи да им препречи на тој пат. Така да тоа би била мојата последна порака. Одлично. Томче, ти што би порачал? Дека може сегаш да се почне од нула, не мора да има претходен некаков почеток. Започни, седни, почни. Тоа е Creative Hub е еден вид на одскочна таска бар за мене. И сега сум таму каде што сум, но тој доспан успех нема да го гледам како цел. Ја го гледам само како мотивација да ме бодри да одам на подобро. Тоа е се. Тоа е тоа. Јас ќе ви се заблагодарам многу што денес бевте мои гости во оваа трета епизода на Next Gen Successes. Се надевам дека бев добар хост, малце ми Беше добар дојде. домаќин. Супер Супер беше, да, домаќин. ти благодариме многу и на тебе. Бојан, уште еднаш фала вака сега лично со Аријана е во Мајами моментално. Ние објавивме нашата соработка пред некој месец дена дека ова ќе трае во цела година и дека тука ќе има дошто успешни приказни, интересни разговори, ќе гледаме и извлечеме максимум од секоја успешна приказна која поминала низ некоја од академиите на Creative Hub. Се надам дека тоа ќе го направиме успешно. Види, ќе бидеш изненаден од дел 70. Ја тоа ти гарантирам. Спремам изненадување. Какви таленти имало во Creative Hub, јас сум се чудел дека може такви деца да има. Така да ќе бидеш изненаден. Така да веќе сме напред со концептите, знаеме докај сме, така што веќе бев изненаден по неколку прашања кои се сам нашол, викам од каде се. Да. Сега да не откриваме се толку рано. Фала ви уште еднаш, тука јас ќе одјавам епизодата. Тоа е тоа за оваа трета епизода од Next Gen Success. До следно гледање, пријатно.